Четврта жртва од западно-нилска треска во Македонија. Пациентот се лекувал 27 дена на инфективна. Се работи за 76 годишен пациент кој имал и други сериозни заболувања. Вечерва повторно ќе се прска против комарци во Скопје, овој пат од земја. Ќе се спроведе дезинсекција против комарци, 13-та поред, со теренски третман, а како што информира градоначалникот Орце Георгиевски. Ваквите активности ќе продолжат и во наредните денови. Издадов налози на 20 август да се спроведе теренска дезинсекција против возрастни форми на комарци. На 21 август во раните утрински часови да се изврши авионска дезинсекција, додека од 23 до 26 август да се спроведува теристична дезинсекција против возрастни форми на комарци, рече Георгиевски. Граѓаните да не креваат паника ако видат една мртва птица, апелира Агенцијата за храна и ветеринарство. Особено внимание треба да се посвети доколку се забележи поголем број угинати гаврани или други диви преселни птици на исто подрачје и во краток временски период. Ваквото соопштение доаѓа од како министерот за здравство Саша Клековски ги повика граѓаните да ја известат АХВ доколку пронајдат угината дива птица, особено гавран, бидејќи, како што кажа, тие можат да бидат носители на западно-нилскиот вирус. На 76 годишна возраст почина хрватската писателка, новинарка и колумнистка Ведрана Рудан по долга и тешка борба со ракот. Таа отиде на подрачје без сигнал. Утрово на официјалниот профил на Рудан беше објавена кратка порака која навести дека таа починала. Набрзо потоа беше променета и насловната фотографија на незиниот профил со фотографија на која пишува "Нема сигнал". Оваа порака има особено значење бидејќи токму со тие зборови Рудан претходно зборуваше за сопствената смрт. Почна пријавувањето за студии и науки. Слободни се над 8800 места. Денеска и утре е првиот рок за пријавување кандидати за запишување на студии во прва година. На 23 факултети на најстариот и најголем универзитет во државава се слободни вкупно 8851 место за бруцоши во академската 2026-2027 година, која ќе почне на 1 октомври. Велешките пожарникари со ползење и пробивање низ трње заштитија 2 загрозени села. Директорот на ДЗС Стојанче Ангелов информираше дека активен е пожарот од Велес кој преминува кон Зелениково. Карактеристично за сите пожари, посочи тој, е тоа што никаде не гори квалитетна борова шума или друг тип шума. Прв пат по 2019 година ќе бидеме домаќини на амбасадорски совет кој ќе се одржи во четврток и петок. Ја собираме целата дипломатска мрежа на едно место, вели министерот за надворешни работи и надворешна трговија Тимчо Муцунски. Еден од говорниците ќе биде и заменик председателот и министер за надворешни работи на Република Чешка Петар Мацинка, кој утре ја започнува официјалната посета на Македонија. Скопје. Изградбата на универзална сала тапка во место. Министерството тврди се работи. Во изминатите месеци, откако е склучат договорот со фирмата изведувач, не може да се забележи дека нешто е мрднато на терен, иако изградбата треба да заврши до крајот на 2027 година и салата да е подготвена за настаните што треба да се одржат во рамките на Скопје, Европска престолнина на културата 2028. Текстот на Анита Стојковска ги открива деталите. По повеќе од 11 години, откако беше ставен клуч на универзална сала, по многу најави и тргни запри, реконструкции, префрлање надлежности, барање виновници, па и пожар на објектот, она што сега го гледаме на местото на некогашната култна сала е железна конструкција и купола, кои веќе се нагризени од забот на времето и зарѓани. Синот на Трифун Костовски го примил обвинението за Евростандард банка, неофицијално дознава Слободен печат.
некој сака да купи овошје и зеленчук, нека си набере сам. Земјоделците масовно продаваат од нива и се погласно зборуваат дека не можат да најдат работници за берба. Темата е на Весна Дамчевска. Групите за земјоделие и за продажба на домашни производи се преплавени со огласи во кои се нудат кајси, јаболка, краставици, домати и други производи директно од нива. Се нудат набрани производи, но има и такви огласи каде што се повикуваат заинтересираните да си берат сами, а производите ќе им бидат продадени по пониска цена отколку на пазар или во маркет. Армијата е фактор на стабилност, безбедност и доверба, порача претседателката и врховна командантка Гордана Силјановска-Давкова на свеченоста по повод Денот на армијата во Охрид. Полицајци на Богородица пронајдоа 10 мигранти од Египет. Уапсен е криумчарот од Латвија. Мигрантите се сместени во прифатен транзитен центар во Гергелија. Дипломатот Крум Ефремов ќе биде нов македонски амбасадор во Бугарија. Регион. Француски државјанин утрово бил пронајден мртов на лежалка во албанското туристичко село Ксамил. Избоден до смрт по расправија околу девојка. Уапсен е 29 годишен маж осомничен за убиството. А еве што се случува во светот. Руски ракети убија 10 луѓе во Харковската област. Погодија пошта и продавници. Зеленски најави жесток одговор. Клиника за инвитро во Северен Кипар е под истрага. Најмалку 30 бебиња биле од погрешни донори. Ученик пукал во училиште на Филипините. Го пренесувал нападот во живо. Има двајца загинати. Украина ја нападна Москва со стотици дронови. Пак е погоден магазин на Wildberries. Трамп привремено ја стопира изградбата на ѕидот во националниот парк Биг Бенд на границата со Мексико. Кина цензурира јавно изразување жалост додека се одржува погребот на бившиот премиер. Знамињата на владините објекти се спуштени на половина копје, а безбедносните возила се распоредени во центарот на Пекинг, додека Кина се збогува со поранешниот премиер Жу Ронгџи. Тој почина минатата недела на 97 годишна возраст по болест, а денес ќе биде кремиран на погребна церемонија во Пекинг. Од церемонијата од погребот до сега нема снимки, а самиот настан се одржува во дискретна атмосфера. Кога ќе доживееш голема трагедија како таа во Кочани, умот не баре почнува поинаку да ти размислува, вели за Слободен печат режисерот Милчо Манчевски. По светската премиера на неговиот документарен филм Добри луѓе, Валентина Живковиќ направи интервју со Манчевски. Побарајте го на нашиот сајт. Тоа беше последната информација во вестите. Повеќе содржини побарете на slobodnpečat.mk. Се читаме.